почитуван председател на ВМРО-ДПМНЕ, професор доктор Христијан Мицкоски, почитувани носители на победничките листи на ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата за обнова на Македонија, почитувани кандидати и идни пратеници, почитувани идни раководители на Република Македонија, почитувано ВМРО-ДПМНЕ и Коалицијата. Трнуваме од тука и запирање нема. Победуваме. За мене е огромна чест да стојам денес тука пред вас. Во избори сум од 2004 година и најубавите години ги помина во ВМРО-ДПМНЕ. Тие години не се залудно потрошени, но тие години треба сега да ја добијат својата круна, да ја направиме Македонија нормално, пристојно место за живење. На крајот на 2017 година, кога професорот Мицкоски ме покани да бидам негов подпредседател и дел од неговиот тим, си ветивме дека прво ќе реформираме партијата, а потоа ќе реформираме Македонија. Ќе направиме нормално, пристојно место за живење. Еве не, нешто повеќе од 2 години подоцна, со реформирано ВМРО-ДПМНЕ, како што велиме, нови луѓе за нови времиња, со почит према сите оние кои што оставија трага во партијата и во државата. Тие нови времиња, после 12 април, ги носиме во Македонија, заедно со новиот премиер на Република Македонија, Христијан Мицкоски. Јас ја имам таа обврска да ја предводам листата во 4-та изборна единица. И тука сакам нешто да ви ветам. Ќе го победиме Зоран Заев дома. Затоа што победите на гостински терен се најсладки. Ја очекувам вашата поддршка и вашата помош. И сакам нешто да кажам. Постојат малце политичари во Македонија. И досега еден кој што рекол, јас ќе бидам премиер и или ќе победиме заедно и ќе бидам премиер, или не се кријам позади мандатот. Тоа е доблеста на Христијан Мицкоски, со кој што заедно во 4-та изборна единица во Македонија ќе победиме Зоран Заев. Поштувани пријатели, зборуваат за Европската Унија, а јас сум водел една од институциите во таа Европа. Зборуваат за Европа, а таму не знам кога отишле, а јас знам дека 2 години бев гордо подпредседател на Парламентарното собрание на Советот на Европа. Зборуваат за Европа и за НАТО, а нашите дедовци лежеа по затвори за прозападна ориентација на Македонија, додека нивните од Комунистичката партија ги затвараа. Зборуваат за прозападни вредности, а Македонија ја направија Казабланка. И затоа сакам нешто да кажам. Со Зоран Заев ќе се надпреваруваме во 4-та изборна единица и во Македонија со програма, со концепти, со луѓе. Тоа ќе е до 12. После 12 април правдата во Македонија ќе дојде и Зоран Заев ќе одговара. Сакам од тука да му порачам дека ќе одговара за сите криминали и злодела кои што ги направи во овие години власт во Македонија. Ќе одговара. И уште нешто. Слушам, зборува овој или оној ќе му направил влада, па сега зборува дека овој или оној ќе го спасел. И сакам нешто да му порачам. На вратите на кои што тој тропа, јас сум бил внатре. Таму каде што тој мисли дека ќе оди, јас сум бил и знам многу добро. Криминалци и корумпирани таму во друштво не сакаат. Напротив, бараат да одговараат. И затоа спас му нема. Зоран Заев, после 12 април ти одговараш, и јас ти гарантирам, ВМРО-ДПМНЕ ти гарантира, Македонија ти гарантира.
Во четвртата изборна единица ќе го направиме она што Зоран Заев не го направи дури ни за дома. Јас не знам како не се нервира кога си оди во Струмица и кога го гледа патот застанат од Штип према Радовиш. Камен не се става, ништо не се работи. Затоа ќе го довршиме експресниот пат и ќе го продолжиме до Струмица, Новосело, Василево, Босилево и до границата со Република Бугарија. Ќе изградиме експресен пат кој што ќе го поврзе и Штип со Радовиш и секако ќе го изградиме автопатот кој што ќе ја поврзе Централна Македонија со Западна Македонија, автопатот од Велес до Прилеп и до Битола. Тоа значи развој за Јуистокот. Тоа значи повеќе работни места. Тоа значи повеќе млади да останат тука заедно со нас во Македонија. Во Прилеп, Струмица, Кавадарци, Неготино, Радовиш, Гевгелија, Валандово, Дојран, Богданци, Демиркапија, Новосело, Могила, Новаци, Росоман, Босилово, Василево и Конче. Заедно ќе започнеме обновата. Таа е обнова која што ни е потребна на сите нас. Таа е обнова која што ќе значи повеќе луѓе да останат тука во Македонија за заеднички да ја градиме. Ќе се гледаме низ селата и низ градовите. Ќе се гледаме заедно со луѓето, затоа што ние сме дел од народот. Македонци, турци, власи, роми, срби, бошњаци, сите заедно обединети во оваа голема коалиција обнова на Македонија, да победиме на 12 април и да ставиме крај на злото. До 12 април работа, после 12 април одговорност за секој кој што се огрешил пред законот. Да живее ВМРО ДПМНЕ, да живее Македонија, да сте здрави и живи. Благодарам.